Почитувани, добро дојдовте на трибината размислувања за иднината на Република Северна Македонија. Ја организира Странка на демократска акција. Дозволете прво да им се заблагодарам на присуството на говорниците, почитуван господин Љупчо Ѓорѓиевски, председател на ВМРО Народна партија, поранешен премиер на Република Македонија, Никица Корубин, поранешен пратеник и аналитичар, редовно ги читаме низините колумни, Иван Величковски, поранешен пратеник и лидер на движењето за Нова Република. Овој настан се пренесува на интернет каналите, го пренесува во живо Цивил медија. Голема благодарност и до медиумот за интересот да се пренесе оваа трибина во живо. Големо благодарам до присутните. Овој концепт беше таков да имаме мала затворена одбрана публика, а на интернет и на медиумите да можат гледачите да се запознаат со трибината. Спомнав дека Цивил медија го пренесува во живо, можете слободно да го искористите линкот и да го споделите со вашите канали за комуникација кој е заинтересиран. Имаме доста интересни теми. Веќе неколку месеци, пола година нова влада на Република Северна Македонија. По ставовите веќе искажани овде дека се гледа дека сме длабока опозиција на новата влада. Ние како политичка партија ќе продолжиме во следниот период да правиме вакви трибини со повеќе интелектуалци од опозицијата со цел да дадеме забелешки, критики, осврти на се ова што се случува во нашата држава, кој правец иде Република Северна Македонија. Ова е почетна трибина и уште еднаш благодарам за гостите, посебно за нивното присуство и ангажман овдека. Првата тема е, би сакал да чујам и од соговорниците, дали владата на Република Северна Македонија ги менува стратешките цели на нашата држава, посебно во контекст на тоа дека е веќе во функција ставен кредитот од Унгарија, Орбанова Унгарија, посебно дека тој кредит е земен на еден нетранспарентен начин и така ќе се троши. Имаме најави од сите позиции на владата дека се работи на ново стратешко партнерство со Орбанова Унгарија и имаме пишување на медиуми кај нас, но и регионални влијателни, кредибилни медиуми дека се работи за пари кои преку Орбан доаѓаат од Кина. Ние досега од осамостојувањето па до сега во нашата стратегиска политика се внесени НАТО и Европската Унија како стратешки цели на државата. Веќе гледаме дека и од ВМРО, ДПМН и од владата, од сите позиции се зборува и за ново стратешко партнерство со Унгарија, со Виктор Орбан, кој е цело време на критика на сите држави членки на Европската Унија, место каде што ние како држава уште официјално се стребиме да стигнеме. Почнал прво со председателот Ѓорѓиевски. Повелете. Добар ден, поздрав на сите. Благодарност за домаќинот што даде на ваква иницијатива. За жал, веднаш ќе констатирам, дали Македонија со новата влада очигледно ја менува својата стратешка ориентација, веднаш да одговорам да. И според мене тоа не се гледа само според кредитот што е земен, големото пријателство кое се демонстрира, јас би рекол, не само со Унгарија, туку и со Србија, а на некој начин врв на целата таа политика има многу врвови, ама еден од тие што го памтиме од пред неколку дена, гледаме веќе проектот Отворен Балкан со отсуството на Еди Рама веќе станува практично српскиот свет што го знаеме како контури. Третата работа е веќе сите ние бевме сведоци дека имаше отворена политика на владата на Република Македонија да го блокира коридорот 8 и тоа сега слушаме, нели, како се вика, оправдувања, нели,
проектот не бил добар, не минувал вамо, минувал тамо. Меѓутоа сите ние ќе се потсетиме дека самиот почеток беше општо негирање од потребата на коридорот 8. Коридорот 8. Како нешто непотребно, нешто излишно, нешто што не и треба на Македонија, иако тоа е стратешка ориентација и на ВМРО-ДПМН буквално од основачкото собрание, тоа е стратешка ориентација на НАТО земјите, на Европската Унија. Да не забораваме дека Италија е главен спонзор на целиот проект за успешно реализирање на тој проект. Конечно, целата сила на Македонија како транспортен коридор, Македонија, познатата фраза Македонија центарот на Балканот е ако функционира и коридорот 10 и коридорот 8. И четвртата работа или трета, сега не знам која поред, е веќе отворената блокада на самиот пат на Европската Унија. Зошто велам отворена блокада? И ставот на Европската Унија преку францускиот преглед, ова предлог го знаеме веќе доста одамна, можеби 2 или 2,5 години помина од тогаш. И ти да бидеш одговорен политичар, кој ќе добие огромен мандат од граѓаните на Република Македонија, да се правиш дека тоа не си го чул 2,5 години и да доаѓаш и да се обидуваш да измислуваш некои нови ситуации, нови правила, нови услови кои ти ќе ги даваш како земја, нели, која треба да влезе, а некои треба да ти го дадат таму кај што треба да влезеш, јасно зборува дека ние како да имаме обид за една отворена блокада на самото влегување во Европската Унија. Во таа насока само можам да кажам дека се прави драма од нешто што навистина ниту ја негира Македонија како држава, ниту го негира македонскиот идентитет, ниту пак нешто драматично ќе се случи, именно влегувањето во уставот на сега според најновиот извештај на Европската Унија на 6 народи, ни се додадоа и словенците, што нема ништо лошо во тоа, што ние ги заборавивме во првиот предлог, нели? Каде е тука драмата? Најверојатно само актуелната влада и неколку такви, нели, структури околу нив ја знаат драмата. И кога гледаме тој речник со некоја висока патетика за одбрана на Македонија, за одбрана на македонскиот идентитет, црвени линии, не знам какви се тешки реченици за потресување, не можеме да не си го поставиме прашањето што е тоа што Македонија ќе го изгуби ако конечно го решиме тој проблем за месец дена и одиме понатаму во Европската Унија. Значи, самиот тој чин на правење на проблем, кој што реално не е проблем според филозофијата на македонската држава, од Илинденското востание, Аснон, па првиот устав на независна Македонија, па до ден денеска, каде што сме широко отворени за малцинствата, националностите или ако сакаме сега народите, е навистина за мене несватливо. Значи, според мене, очигледно оваа влада така демонстрира еден наратив како ретко никоја досега влада во Република Македонија, каде што едноставно во овој момент јас гледам, значи, гледаме на тотална безидејност на она што се нарекува наш пат за европската интеграција. Благодарам, председателе. Почитувана Корубин, како би изгледа ова со владата? Од една страна го правдаат ова стратешко партнерство со Орбан, дека е таа држава членка веќе на Европската Унија и на НАТО. Од друга страна, велат дека се за Европска Унија, од трета страна, за прв пат внатре владата го блокира патот кон Европската Унија. Јасно е дека барањата на Европската Унија е промена на преамбулата на Уставот за продолжување на преговорите за членство во Европската Унија. Повелете. Така е. Првото прашање што го поставивте беше дали Северна Македонија ја менува стратешката ориентација. Тоа би предразбирало дека ние не одиме кон Европска Унија, туку одиме на друга некоја страна. Ја мислам дека треба обратно да ги поставиме прашањата, а тоа е не каде одиме, туку каде не смееме да стигнеме.
И при тоа, ако не смееме да стигнеме хипотетички кон Европската Унија, каде треба да останеме? Тоа не значи дека веднаш ние ќе се преориентираме на друга страна и ја мислам дека тоа е главната замка или главната опасност. Ние треба да останеме тука каде што сме сега, на чекор до Европска Унија, ама не влезени, не интегрирани во Европска Унија. Тоа означува практично на состојба на држава која е формално членка на НАТО, формално е кандидат за Европската Унија, ама само го нема направено последниот чекор, што е идеална позиција за ситуација на глумење на евроинтеграција или стратешката ориентација нема да се смени формално и декларативно и не е сменета ниту од оваа власт. Формално и декларативно тежнееме кон Европската Унија, така е реториката, меѓутоа ете само еден елемент има, а тоа се така наречените идентитетски прашања или одбраната на идентитетот, иако таа реторика со идентитетот се провлекува неколку години, ама ние јасна дефиниција или барем приближно јасна дефиниција за тоа што е, на кој начин е загрозен идентитетот, не слушнавме. Меѓутоа, во однос на власт имаме неколку варијабли за тоа што имаме учесници во власта, а тоа е албанскиот партнер, таа неформална коалиција Влен, која не вели дека идентитетот е проблем или дека евроинтеграциите не се приоритет, туку вели дека ете, нели, ние сме солидарни, што би се рекло, со македонскиот партнер. Таа варијабла е онаа варијабла на која треба, според мене, да се држи опозицијата и на искажаниот збор, без разлика ние може да го третираме како популистички, непопулистички предизборен, меѓутоа условот за учество на албанскиот партнер во владата беше дека е 6-месечен рок за евроинтеграција, иако ние знаевме дека тие 6 месеци практично ќе поминат и изминуваат сега, за да се даде шанса на власта да направи нешто што е, не знам, во доменот на научна фантастика, абсурд. Абстрактна работа. И гледате, јавноста се занимава со измислена дебата. Внатрешна дебата, што би се рекло за внатрешна употреба, која никаде надвор не функционира. Сега ние се занимаваме со односно се занимававме прво со репреговарање, тоа пропадна, па сега се занимаваме со одложено дејство. И тоа е пропаднато, само не е кажано на македонската јавност. Нешто е пропаднато, туку никогаш не било и можност некакво одложено дејство. И таа внатрешна употреба практично нас не се провлекува овие 30 на години независно, затоа што ние постојано бараме нешто што е внатрешна, за внатрешна употреба, не кореспондира со надворешниот свет, не кореспондира со тоа како функционира меѓународната дипломатија, не кореспондира со односите на Северна Македонија и со соседите, и со партнерите, и со Соединетите Американски држави, и со Европска Унија, а ние постојано се повикуваме на нешто што е за внатрешна употреба. Дали тоа е име за внатрешна употреба, дали тоа е историја за внатрешна употреба и сега дали е тоа некоја реторика, некоја теза за одложено дејство на уставот. Абсурд. Значи, дури е абсурдно и од наша позиција и да не мора да се во прашање внесувањето на бугарите и на другите народи. Како може уставот да се отвори, да остане отворен, да не се затвори? Или како може уставна одредба да има некакво си одложено дејство? Тоа држење на јавноста во тој, ја не знам како да го наречам, во тој балон на манипулации, на пропаганда, на нешто што нема ефект никаде освен кај нас, јас мислам дека нема ефект ни кај нас. Меѓутоа, едноставно е таа реторика, таа пропаганда што се одржува во живот, бидејќи според сите истражувања, со се што се случуваше изминатите години, не само од така наречениот француски предлог, што веќе 2 години е преговарачка рамка, па вие гледајте, во јавниот дискурс се употребува термин француски предлог. Француски предлог не постои 2 години. Тоа беше неформално означување, затоа што председавач со Европската Унија тогаш беше Франција и таа беше нормално заинтересирана држава за да посредува помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Тоа е усвоена преговарачка рамка, нема веќе билатерално прашање во однос на евроинтеграциите помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија, а ние се уште зборуваме, односно јавноста се уште се држи во некаква се заблуда дека ние дискутираме за некаков француски предлог. Тоа е за мене главната тема, заблудата во која се држат граѓаните на сметка на декларативно ние сме за Европска Унија, суштински, и господинот Георгиевски кажа неколку точки, каде практично
оваа влада или оваа власт, би рекле, затоа што нели имаме повеќе коалициони партнери, оди или не оди кон Европската унија. Ја мислам дека немаат избор ниту тие, ниту било која власт во Северна Македонија, нешто што е различно од Европската унија, нешто што е различно од добрососедски односи, кој е еден од критериумите. Практично мислам дека тие сакаат да задржат една статускво ситуација на период кој може би ниф им е познат, нам како јавност не ни е познат, со цели кои исто така нам како јавност не ни се познати, а ниф им се познати. Значи да се одложи на определен рок. Благодарам многу. Продолжуваме понатаму. Значи, главното прашање е исто дали владата го менува курсот и за вас. Као подпрашање ќе биде власта дојде на ги зазема позициите на тогашната опозиција, како власт сега зазема опозиции на оспорување на Преспанскиот договор. Сега гледаме дека барем Преспанскиот го прифаќаат, почнуваат да изговараат Северна, иако влетаа во тоа доста несмасно. Дали стратешкото партнерство со Орбан е некаков компромис за новата власт, еве прифаќаме Северна и да останеме под чадорот на НАТО и така натаму, а сега дозволете ни да соработуваме со нашите идеолошки браќа Виктор Орбан и спомна председателот Александар Вучич во крња Опен Балкан. Благодарам на многу прашања, повеќе слојни прашања, со ќе биде повеќе слојни одговорат секако. За почеток, во моје и во ваше име и на сите присутни овде да им го честитаме на нашите сограѓани албанци денот на знамето. Мислам дека од ова трибина треба да испратиме порака дека различностите се всушност нашата сила. Бидејќи тие не се разлики што делат, туку разлики кои што не оспособуваат да бидеме многу повибрантни како нација, не само како народи во нашата нација. Затоа, на првото прашање да одговорам, иднината на Северна Македонија всушност е соочена со два пристапи. Актуелниот, на држање на земјата во полузамрзната состојба на поранешна Југословенска република и слободно можеме да кажеме клин на српскиот свет во евроатланскиот простор. И вториот е оној потребниот пристап на нација со полн капацитет, земја членка на НАТО и идна членка на Европската унија. Кога ова ќе го расчистиме, ќе видиме дека како последица на една политика без државништво, со државотворни така наречени партии, поставени се трендови и сетирани се правци на партиите и структурите, но не на граѓаните како услов за неуспешност на нацијата на Северна Македонија или порано на нацијата на Македонија. И во тој проект наметнато е чувство на немоќ, на конфликтност на македонците кон сите во земјата и во околината. Врз основа на тоа, всушност е проектиран подметнат еден стандард на моноетничка, монојазична, монокултурна, моноверска нација, која што е неодржлива како таква, особено во модерна Европа на 21. век. Но токму врз таа исклучивост која што е проектирана, всушност е создадена, практично е создадена основата за спорење на трите темелни документи од меѓународно и национално значење, а тоа се Рамковниот договор, Договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија и Преспанскиот договор со Грција. И тука е основата на една партиско-медиумска непомирливост кон тие три темелни проекти, бидејќи тие всушност ја засилуваат, ја ополномоштуваат нацијата на Северна Македонија и низ неа македонскиот народ како гарант на равноправноста и корисник на равноправноста со своите сограѓани. Кога ова ќе го разбереме, многу лесно можеме да влеземе во вториот пристап и во вториот концепт, кој што всушност е концептот на иднината на Северна Македонија. Кога го гледаме вака, многу е јасно со што сме соочени во политиките на владата и на што сме спротиставени во политиките на владата. Евроинтеграциите имено се избор на нацијата и затоа владата ќе се обидува да ги прекине, обидувајќи се практично да се спротистави на концептот на нацијата. И тоа веќе го прави. По декаплингот со Албанија, целта е и Северна Македонија практично да остане на листа на чекање заедно со Србија, но да не го фати возот заедно со Албанија и со Црна Гора.
при тоа да не влијае врз генералниот регионален контекст и да не влијае позитивно врз интеграциите и на Косово и на Босна и Херцеговина. Сега, затоа можеме да предпоставиме и дека инсистирањето на црвени линии, кои што ги спомна и претходните дискутанти, и барањето гаранции, како вештачки теми, всушност, ќе траат се до првата посериозна економска нестабилност или економска слабост на владата. Бидејќи унгарските и кинеските кредити не може да ги заменат безповратните помошти и кредитите кои што се на располагање од Европската унија и не може да се заменат други пазари со американскиот, британскиот и европскиот пазар, каде над 90% од нашите производи завршуваат. Деиндустриализацијата на Северна Македонија веќе не е процес, таа е фактичка состојба. И во такви околности државата нема никаква логика, ниту економијата има било каква смисла, да се труди да остане во, слободно можеме да кажеме, проекцијата за српски економски и политички свет заедно со Република Српска, која што е наречена денеска Отворен Балкан. И во таква смисла, многу е јасно дека владата мора да го следи тој правец, затоа што очигледно има некаква претходна обврска. Поведението на Мицковски на винскиот фестивал минатата недела е јасно. Исто како што е јасно дека како настануваат нестабилности во српското општество, така се зголемува бројот и коинцидираат со вински фестивали во Белград. Затоа, можеби треба да го посветиме најзначајно, најголемото внимание, се обидам тука да скратам колку може, на одбранбено-безбедносната компонента и улогата што Северна Македонија ќе има во евроатлантскиот простор, низ призма на Источниот Медитеран и Црното море. Бидејќи сметам дека Северна Македонија треба да се усогласи по еден од клучните приоритети на трансатлантската одбранбена политика и особено внимателно да ги следи приоритетите на надворешната политика на 47-миот претседател на Соединетите Американски држави. Низ оваа призма, ако гледаме, ќе станат појасни сликите на политичките процеси кај нашите соседи, особено сојузниците во НАТО, и динамиката на билатералните односи, како меѓу Грција и Турција, како меѓу Бугарија и Грција, така и динамиката на регионалните односи и одделно во секој од земјите во регионот. Забележуваме дека во овие динамики Северна Македонија малтене програмирано одскокнува, нарушувајќи ги со своето антагонизирање, декон Грција, декон Бугарија, декон Албанија, кон било кој сосед, по потреба и по нараѓање. Само не со Србија. И затоа е особено значајно да влеземе во адаптирање на транспортно-безбедносните инфраструктурни проекти, како што веќе беше спомнато за коридорот 8, но и инкорпорирањето во енергетските приоритети, бидејќи не смееме да ја заборавиме безбедносната компонента тука. Например, владата не може да ја условува гасната интерконекција со Грција со продолжување на рутата кон Централна Европа. Бидејќи за Северна Македонија интересот да има пристап до газ и за нас приоритетот може да биде, не знам, пристапот до газ во Скопје, во Струга, во Берово, а не во Сегедин или во Будимпешт или во Белград. Натаму кога зборуваме за Источниот Медитеран и Црното море, мораме да ја сватиме улогата како коридор и одговорноста на нашето лидерство да го заврши, да го комплетира коридорот, како одговорност за сопствената безбедност и за безбедноста на сојузниците и одбраната на сојузниците. И поврзување на Италија преку Албанија, Северна Македонија, Бугарија со Турција и продолжување на оние коридори кои што се веќе договорени меѓу Грција, Бугарија и Романија. Конкретно, тука би сакал да ја заокружам тезата, дека поранешната Југословенска република Македонија беше последната југословенска караула во Западниот Балкан, а Северна Македонија е земја членка на НАТО во јужното крило и транзитна позадина на неговото источно крило. Тоа не извлекува од просторната, но и суштинската припадност во тој проектиран српски свет, за кој зборуваат некои политичари кај во северниот сосед. И на судирот на овие два пристапи за кои зборував, некои сметаат дека тоа ќе ги антагонизира македонците и албанците или припадниците на различните народи во земјата. Доколку не постоеше ваков молк на темата од партиите и од медиумите, можеби ќе се согласев. Но ова покажува дека всушност македонците се согласни дека градат модерна нација и тоа не им одговара на економско-политичките југосоветски, тајконски, како сакате наречете ги комбинации. И дозволете на крај само да укажам на еден ризик пред опозицијата. Ова е главно прашање за опозицијата, бидејќи опасноста е опозицијата да не го препознае овој процес.
Поголема е опасност ако опозицијата го препознае овој процес, но го премолчи. А најголема е опасноста ако опозицијата го саботира процесот и влезе во проект на моноетничко единство со ВМРО-ДПМН наместо национално единство со граѓаните. Доколку опозицијата не инсистира на дополнувањето на преамбулата согласно преговарачката рамка и измените на законот за примена на рестриктивните мерки, тогаш значи дека постигнато е такво моноетничко единство со ВМРО-ДПМН и тоа би било огромен ризик за нацијата. Благодарам на излагањето. Имаме уште неколку прашања. Со оглед дека сите имате големо политичко искуство, зборевме за важноста Коридорот 8, зборевме за геополитичкиот момент, дека е многу важно Македонија да остане на шините кон Европската Унија, ги кажавме ризиците во регионот. Какви ви се проценките, дали меѓународната заедница ќе инсистира да до следната година се случат до пред локалните избори и уставните измени и дали новата власт ќе обстои на целта да ја измести државата од процесот? Повелете. Затоа што јас сметам дека со самото тоа што ние станавме членка на НАТО, методите на притисок на меѓународната заедница се малку помеки према било кои политички процеси во нашата држава и према сите држави што се членки на НАТО и на Европската Унија. Значи, ние ако очекуваме некој притисок од типови кои сме ги гледали во минатото за разни прашања, јас мислам дека нема тоа да се случи. Меѓутоа, исто така нема да се случи и некоја драматична промена во ставовите на Европската Унија во контекст на она што сега го бара актуелната влада. Во таа смисла, за жал, ние сме оставени на нас самите, и тоа е можеби најтешкиот момент во целата ситуација, именно ќе се чека ние да созрееме, да пораснеме, не знам што да направиме и да сватиме дека никогаш толку близко не сме били до Европската Унија, треба да направиме само еден чекор, за мене безборен чекор, иако пак ќе кажам некои го представуваат како не знам каков болен удар за македонскиот народ сето тоа, а тоа е внесувањето на овие 6 народи во преамбулата на Република Македонија. Во таа насока јас можам да кажам дека значи сега практично ние гледајќи ситуацијата, дури што кажа господјата Корубин, не е ни веќе непрепознатливо, препознатливо е се, освен на една-две телевизии, на дури и новинарите кои подржуваат тој концепт на актуелната влада, ми се чини се во малцинство. Значи, некогаш можеби тие системи во времето на Никола Груевски ќе поминеа многу со масовна подршка. Денеска мислам дека ние имаме на ситуација кај што владата, политиката на владата е веќе провидна. Значи, не знам кои се механизмите дори со кои можат тие да манипулираат веќе. На секој оној кој е пораснат по политиката, јасна му е ситуацијата дека ние сме доведени до безизлез. Ние сме доведени, што викаше господин Николовски, во тунел без излез. Само што овде е реално тунел, таму може да се копа па да го најдеме излезот. Значи, ние имаме на ситуација каде што владата треба да каже, еве, тие не сакаат вака, не можат вака, треба да понудат што сакаат. Што е алтернативата на целата таа позиција? Онаа што го нудат очигледно повторно не убедуваат последните 10 дена, сите не подржуваат, многу напредок има, сите не разбираат, само што тоа е пак една реторика за внатре во Македонија. Кој ги погледнете изјавите на дипломатите од Европската Унија, вклучително и вчерашните, вие гледате дека нема ништо таа приказна. Значи, се е толку прочитливо, се е толку препознатливо, а смешното, односно трагичното е што чекорот е толку мал, чекорот е толку едноставен и не знам што се сите тие навистина создавања на непотребни драми. Јас сега ќе поставам пак прашањето.
Што ако се случи Македонија, утре го мени уставот и во уставот влегуваат бугарите, хрватите, словенците, евреите, црногорците, египјаните. Што ќе се случи другиот ден Бугарија пак да реши ќе стави ова вето? Ние нешто сме изгубили од македонската државност, сме изгубили од македонскиот идентитет. Не, само сме ја збогатиле Македонија. И тоа во филозофијата и теоријата на оваа држава, пак ќе кажем, од Илинденското востание па до ден денеска, нели? Богатството на малцинствата, на народите го негуваме и го поддржуваме во сите сфери. Затоа јас сметам дека ние имаме една ситуација која навистина за мене е препознатлива, можеби е за некој тешка дефиниција, меѓутоа се повеќе и повеќе во овие 6 месеци се исцртува дека за жал оваа влада веќе е подезвидувач, еве да речеме, на таа оска Унгарија, Србија. Значи, подезвидувач. Наместо овде да влеземе и да бидеме равноправни со сите, ние прифаќаме улога на подезвидувачи. Значи, тоа е вака онаа што го гледам. Знаете, се драматизира, се прави проблем нели од вториот дел со историјата. Знаете што? Додека јас исто се сложувам дека начинот на кој се менеджира таа историска комисија не е баш успешен, и јас самиот неколку пати зборувам дека начинот на кој се води таа историска комисија треба да го промени својот дневен ред и начинот на водењето. Меѓутоа, тоа и да стане така, тоа не се прави со јавни навреди, со јавни фалења, толку е, готово е, црвена линија, кои се тие, еве кои сме ние, туку тоа се едноставно оди на дипломатски начин и се кажува. Ние сметаме дека ова и ова треба да се промени. А конечно, кога сме кај историјата, јас навистина не можам да сватам, ние во последните 4 месеци сме сведоци буквално секој месец, на одбележување на некој настан кој за македонската официјална историја, нели ние сега се бориме за македонската официјална историја цело време. Значи за македонската официјална историја времето на Караџорџевиќ од 18 до 41 година е исто како и фашизмот од 41 до 44 година, барем тоа така сум учел јас и така го паметам целиот тој период. Значи, за една Македонија која беше во Југославија, периодот на политиката на Караџорџевиќ беше означена како монархофашистичка, диктатура, режим, како Југославија зандана на народите. Тоа беше дефиниција и на комунистичката партија, тоа беше дефиниција и на десницата, и југословенска и македонска. И сега ние одеднаш гледаме, овде правиме драма од историјата со Бугарија, значи не сакаме да признаеме една точка во таа општа историја со Бугарија, а од друга страна гледаме секој ден прославуваме заеднички битката на Зебринјак, битката на Брегалница, битката на Кајмакчалан, денот на победата, како што го викаат, во Битола, некни бевше последниот настан. На тие настани доаѓаат српски функционери, државни функционери, не опозиционери, представници на државата српска и во присуство на македонска армија, на македонско знаме, употребуваат терминологија ослободување на Стара Србија, ослободување на Јужна Србија, ослободување на Кралска Југославија, ослободување на србите. Кои Срби во Македонија? Мислам, си има, нели, Србија, ама ние зборуваме за мнозинството, нели така? Значи, сето тоа, едноставно, ниту знаеме кои историчари ја сменили историјата, ниту дали имало комисија. Значи, од една страна, повторно овде се прави трагедија од нешто што треба да го дискутираме, а овде ни се протнува една цела таква приказна која со поддршка на мејнстрим. Со поддршка на мејнстрим. И тоа не е трагедија, а ова е трагедија. Значи, јас навистина не знам, ама навистина сметам дека практично ние остапките што ги правиме во така наречената општа историја према Србија се барем 3 пати посилни отколку она тоа што го бара сега Бугарија од нас. И повторно овде се премолчува, овде се прави трагедија, значи нонстоп таа една хипокризија која го демонстрира власта и дел од македонското општество по тоа прашање.
Благодарам, председателя. Никица, до кога може и да се одржи таа една лажна позиција? Сме проевропска влада, барем декларативно, а од друга страна самата влада ги блокира усвојувањето на уставните измени, што е чекор за продолжување кон Европската унија. Согласно нели главното прашање, дали мислиш дека може да се случат уставните измени барем до локалните избори, затоа што тоа е уште една нова закана за нова изолација на Македонија како она од 2008 до членството во НАТО. Изолацијата повторно од демократскиот свет па носи продлабочување на иселувањето на младите кои бегаат во држави кои имаат организирани демократски системи. И веќе не е ни прашање на иселувањето толку материјалниот дел, колку што младите сакаат да живеат во демократски системи каде што има одговорни институции. Всушност сега отворивте прашање за демократските системи, за демократијата, бидејќи глобално светот е во моментот во битка за демократијата. Значи, ние практично генералната битка е битка, јас ја нарекувам од една страна за западната култура, на што го нарекувам и демократијата, и визави некакви си авторитарни системи или некаква друга алтернатива, и затоа е многу тешко денеска и на нашата власт и на било која друга власт која ќе каже па да има алтернатива на Европска унија. Тоа е многу тежнато сега. Можеби тоа лесно беше да се каже пред агресијата на Русија врз Украина, меѓутоа денес и со сите глобални конфликти, не само конфликтот помеѓу Русија и Украина, тешко е да кажете алтернатива некаква друга, освен алтернативата на Европска унија и во смисла на демократските системи и демократијата. Меѓутоа да се вратиме, тоа е сосема друга тема. Меѓутоа да се вратиме на уставните измени. Практично владата од почетокот, од превземањето на власта, иако ставот тоа и го имаше и како опозиција, меѓутоа сега нормално како ефективна власт, де факто одбива да ги заврши обврските што државата ги превземала. Тука не станува збор кој е ставот на политичката партија ВМРО-ДПМН или кој е ставот на политичката партија СДСМ, на било која политичка партија. Тука зборуваме за обврски на државата. Државата има обврски да постапи во однос на преговарачката рамка, која е усвоена од страна на земјите членки на Европската унија и во која ние имаме практично мала или никаква улога. Тоа е позиција каде што во моментот кога ние сме аплицирале за членство во Европската унија, ние ги прифаќаме сите обврски што ни се даваат од другата страна, за да финишираме со обврската за преговарачката рамка, усвојувањето, односно не усвојувањето на преговарачката рамка, туку постапувањето по однос на критериумите кои ги поставува Европската унија и со отпочнувањето на процесот, меѓутоа и целиот преговарачки процес ние практично ќе исполнуваме се што ќе ни биде ставано на маса, затоа што ние така сме прифатиле, затоа што ние сакаме да станеме членка на Европската унија. На страна што имаше усвоени заклучоци, тоа е неформален, меѓутоа и формален документ во однос на преговарачката рамка, не се усвојува преговарачката рамка формално од страна на парламентот на земјата кандидат, меѓутоа усвојувањето на тие заклучоци кои даваат задолжение, односно собранието им дава задолжение на извршната власт или на сите институции последователно, е да се исполни последниот критериум кој стои во преговарачката рамка, односно првиот од оваа страна, ако гледаме, а тоа е внесувањето на бугарите во уставот. Оттаму ние треба да дискутираме на тој начин, дека оваа власт одбива да ги исполни обврските што државата ги превзела, а таа има сега мандат во следните 4 години да ја води да управува со државата. Значи таа не саботира нас како држава, не саботира нас како граѓани со тоа што одбива поради нивен партиски став. Партискиот став не може да биде над државните обврски. Можеби нема да и се допаѓаат и други одлуки што ги донел собранието или предходниот парламентарен состав или предходната влада, но тоа не значи дека вие не може да ги исполнувате обврските само затоа што не ви се допаѓаат. Исто би било и кога следната влада ќе ги превземе, ќе ги наследи обврските што ги превзела владата. Еве, например, зборувавме за унгарскиот кредит и се ние може да кажуваме како опозиција не ни се допаѓа се унгарскиот кредит. Следната влада нема да ги враќа обврските, се разбира дека ќе ги враќа, бидејќи тоа се обврски на државата. Тоа изместување на дискурсот нас не води од тоа да дискутираме дали треба, дали не треба уставни измени. Тоа не е прашање на допаѓање, тоа е обврска што произлегува од преговарачката рамка за државата и ние треба така да ја посматраме како обврска, а не да ги лажеме и да ги манипулираме граѓаните, па уште да правиме идентитетски манипулации
кажа сега господинот Георгиевски за тие прослави во однос на тоа како идентитетот, ако е толку битен идентитетот, и ако повторно ќе кажам, никој не кажува и не дефинира што е тоа идентитетот, бидејќи тоа не е работа на политиката или на политичката партија да дефинира што е тоа идентитет, па да се става во ексклузивен бранител на идентитетот. Апсурд. Меѓутоа, доколку на тоа ниво ја сведуваме дискусијата или ја спуштиме на тоа ниво дискусијата, тогаш ние за какво загрозување на идентитетот збориме, односно како ние всушност или како тие всушност го дефинираат идентитетот и која е мерката на загрозеност. Ова го загрозува, ова не го загрозува. Една држава го загрозува, друга држава не го загрозува. Тоа е дебата, односно тоа е процес кој практично само ја уништува општеството, ја уништува државата одвнатре. Значи, обврската мора да се исполни. Тоа рокови, нема рокови ни сега. Каде ние гледаме рок дека некој дали е тоа Европската унија, дали се земји членки на Европската унија, дали е председавач на Европската комисија или на Европската... Нема рокови. Велат, вчера се избра новиот состав на Европската комисија и која беше првата? Уставни измени веднаш, нема тука рокови. Зашто ни се нас роковите всушност? Освен што се троши времето, се потроши 2 години време. Уште колку време треба да се потроши, зашто? За идентитет кој апсолутно не зависи од услово-преговарачката рамка и кој патем речено идентитет, ако зборуваме за идентитетот, ја доаѓам од една бранша на историја на уметност, археолошко културно наследство, на дневна основа се уништува. На дневна основа, нашата негрижата на државата кон нашата сопствена, не е само идентитетот, не е само историјата, историските тези. Идентитетот е односот кон обичаи, кон културно наследство. Ние самите си го уништуваме, нам не ни треба никој од надвор да ни го уништи нашето културно наследство, што можеме да го дефинираме како идентитетска одредница. Оттаму, мислам дека уставните измени треба, според мене, треба одамна да се направат. Тука нема рок, веднаш, рокот е веднаш. И така треба, мислам дека и Ивон го кажа тоа, така треба да се постави и опозицијата, и јас очекувам од парламентарната опозиција, од СДСМ, самата таја да ги предложи уставните амандмани. Јас не знам што чекате до сега. Предложете ги уставните амандмани, да видиме како ќе одговори власта и со кој аргумент ќе каже не може сега уставни амандмани. Ивон, очекуваш опозицијата да ги постави амандманите во моментот кога власта одбива тоа да го направи, председателот на собранието ја повторува истата реченица која повторуваше и претходниот председател на собранието, а тоа е дека додека немаме обезбедено 80 пратеници, нема да влеземе во уставните измени. Додека не добијат сигнал нека да ги отворат па да ги затворат, а еве една дилема почитуваната Корумија постави. Повеле. Благодарам. Истото прашање од друг ава. А всушност ние сега ќе ги гледаме, ќе ги даваме истите одговори на истото прашање само од различни ракурси. Ако владата можеше да добие нови ресори со двотретинско мнозинство обезбедено малтене на третата седница на собранието или на втората, не ме фаќате за збор, тогаш сигурно е дека постои мнозинство за донесување на уставни на дополнувањето на уставната преамбула. Оно што сега во моментот се случува е практично сите бегаат од позицијата на ставање до зид. ВМРО-ДПМН се стави до зид со тоа што ја водеше кампањата 2-2,5 години наназад, на начинот на кој што ја водеше и така инвестираше да дојде на власт. Ворете, еве, повелете. Од друга страна, слободно можеме да зборуваме, да речеме конкретно и за СДСМ и за ДУИ. Сега треба да докажат дали се посветени на европскиот и евроинтегративниот процес. Се согласувам, предлагајќи ги уставните амандмани. Трето, на тој начин ќе видиме дали постои подземен договор меѓу вон политички структури. Бидејќи, ако зборуваме за одлагањето на процесот, на интеграција, тоа овдека е 30 години сплет на партиско, политичко, медиумско, тајкунски организации и организирања, кои што цело време се трудеа да што е можно подолго го одложат процесот. И за тоа се создава, но и паѓаа влади. И низ таа призма, што сме ние денеска во поразлична позиција од 94-та година? Масовно мнозинство, со масовни можности. Се што треба да направи е потребниот исчекор.
94-та се пропушти за да не се влезе 97 година во агендата 2000. Денеска зборуваме каде е Словенија, па ние можевме да бидеме во тој процес заедно со Словенија. Бевме Денеска пред можевме Хрватска. да бидеме заедно со Словенија, пред Хрватска, пред Бугарија, пред Романија, пред сите не сакав. Односно некои не сака. Сега кои се тие? Треба да одговориме и денеска се одговара. И одговараат тие кои што не ги поднесуваат уставните измени. Нека повелат. Јас, за разлика од претходниот пат, кога сакав да дадам вовед во параметрите, така да кажеме, на расправата, сега веќе е многу лесно. Затоа, откако ги кажа воведните позиции, Благодарам. одговорот е краток. Многу интересна аналогија пред настанот зборевме со дел од присутните. Вие сте еден од актерите тогаш 94-та, еве само да се надоврзам на таа аналогија. Многу интересно сега ВМРО ДПМН се однесува како тогашната власт. Медиумите се исто пројугословенски настроени или сега про-Опен Балкан настроени. Никој од медиумите не зборува дека таа иницијатива пропадна затоа што не се вклучија Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово. Напротив, имаме и најава за излегување од Албанија и упорно на нашите мејнстрим медиуми се зборува за иницијативата Опен Балкан, а да речем иницијативата Берлински процес, за која Европската унија има обезбедено и средства, која го прави тоа што Опен Балкан покасно го најави, ги интегрира сите 6 држави претходно внатре, но со цел патот кон Европската унија. Сите наши медиуми даваат една огромна предност на една иницијатива која е пропадната Отворен Балкан, која веќе изгледа дури и трагикомично, ако ги гледаме настапите, па дури и на претходната влада, не само на оваа во однос на Опен Балкан, и гледаме дека, како што спомнав ту првото обраќање, колку повеќе трагедии се случуваат, толку повеќе вински дружби има на овој, али е важно дека статус квото се оцртуваат државите кои се спречуваат да сериозно тргнат кон Европската унија во новиот воз во кој треба да се приклучат, рековте, и Црна Гора и Албанија. Повелете, председателя. Знаете, малку сум под импресија на интервјуто што го гледав на поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски на еден подкаст, ми се чини кај Мирчевски, кај што прв пат, дори јас сум зачуден како во Македонија толку може на таква важна информација, толку нетранспарентно да се чува во тајност барем десетина или не знам, можеби не десетина, ама 6-7 години. Иако нели сите не имавме некакви полуинформации, имено тој зборува за средбата на господинот Никола Груевски во Америка со Хилари Клинтон и со Џо Бајден тогаш како потпредседател, кај што требало да даде согласност, тој ми се чини 2017 година, така нешто била средбата. Не, порано, 16 така нешто, каде што треба да даде согласност за употреба, и тоа многу децидно, само за надворешна употреба на Македонија. На името Северна или Горна Македонија. Тогаш Никола Груевски го одбива, нели сите се сеќаваме тогаш кога пресконференцијата ја дава на улицата, наместо внатре во просториите на State Department-от. Меѓутоа, тоа е само добра илустрација, за жал, за политиката на партијата која сум ја водел и сум ја создал, во какви води има запливано и во какви се, не знам, геостратешки, квази-национални и квази-националистички и квази-патриотски нели комбинации е влезена и колку не чини во истото време. Значи, не само што не чини 7-8 години, сега ако се вратиме пак на самитот во Букурешт, тоа е па веќе 11-12 години време. Јас сега сам навраќам само на тоа што е 7 години или 8 години. Значи, во исто време изгубени години, тоа сега ќе преговаравме, ќе влезевме во Европската унија, ќе земавме веќе фондови, средства, ќе учествувавме сето тоа што го учествуваат сите други членки на Европската унија. Можеби ќе зборувавме сега за влегување во еврозона, во Шенген зона и сите тие работи.
Значи, благодарејќи на тој квази патриотизам, не само што сме ги изгубили годините, туку сме изгубили и суштински од Македонија, затоа што не е се исто да беше таа употреба за надворешна, значи за надворешна употреба и да биде и за внатрешна употреба. Сега оваа ситуација некако ме потсеќа многу на истата ситуација. Истата партија, истите луѓе, истата кратковидост, истиот квази патриотизам, со тоа што цената сега е 10 пати помала од онаа што тогаш требало да се направи. Просто не знам како да и се помогне на оваа влада. Мислам, за жал ситуацијата толку е на некој начин очевидна, прозирна, јасна, тие се повекуваат на нивните колку се сега таму илјади гласови што ги добија, не се ни сеќавам 500-600 илјади, една убедлива победа. Меѓутоа таа убедлива победа не е за да ја блокираш ти Македонија, туку да направиш нешто од таа Македонија. И конечно не знам јас, навистина мојата проценка во таа насока дека ние најверојатно ќе бидеме сведоци повторно на една изгубено време, на една изгубена генерација. Значи, 2 години веќе поминаа од прв пат која беше францускиот предлог спомнат. Ништо чудно овие 4 години исто така да поминат и на крајот ние ќе имаме 6 години изгубени. Најверојатно во тоа време Црна Гора веќе длабок член на Европската унија, Албанија најверојатно ќе ги привршува разговорите, ако не и ја внесат. И ние повторно ќе кажуваме како, не знам, целиот свет е против нас, не знам, нема правда и не знам какви се приказни сме се изнаслушале сите овие години. Одлично, да се надоврзам и за влез на следниот говорник. Значи, една одлична паралела. Кога Македонија го доби кандидатскиот статус за Европска унија 2005 година, Црна Гора не беше ниту независна држава, беше во сојуз со тогаш во Србија и Црна Гора. Излегоа, станаа членки на НАТО и еве се пред вратите на Европската унија. Најавите од Брисел се дека 2028-2030 ќе има проширување. Гледаме дека сега Албанија, за која исто сме биле премногу напред, искача од Опен Балкан. Црна Гора не ни влезе во Опен Балкан, значи они се стремат кон Европската унија. Ние остануваме на дружбите со официјален Белград во една иницијатива која не профункционира, никој не кажува дека е пропадната, да ставаме пречки, да речеме, на берлинскиот процес и да сами си го блокираме патот кон Европската унија. Знаете, тие паралели што ги правиме, забораваме дека ние со години не го решававме спорот за името, значи не го почитувавме меѓународниот договор, односно времената спогодба и не го комплетиравме нашето членство во Обединетите нации. За сега да кажеме дека ние сме во чакалната на Европската унија не знам колку години и дека е неправедна спрема нас Европската унија. А при тоа ние не сме го решиле основниот проблем со сосед кој го блокирал членството во Обединетите нации во случајов Грција, што му дава дополнителна тежина и што го прави Преспанскиот договор, кој инаку, кој патем речено е нераскинлив, затоа што и тука имаше голема лага во јавноста. Значи е конечен, нема враќање, нема излегување, значи не може да излеземе од Обединетите нации. Кажа нешто и во еден така метафоричен шеговит манир некој од грчките дипломати, па добро, ако го раскинете Преспанскиот договор, нешто нема да има Северна Македонија, туку нема да има Македонија. Значи, просто јавноста никогаш не ја дозна тежината на Преспанскиот договор, кој е овдека и тежината на преговорите под покровителство. Што значи тоа да се биде под покровителство на Обединетите нации, каде што времената спогодба е донесена од страна на Советот за безбедност, значи од највисокото тело, што би се рекло во денешен контекст сите страни биле согласни за тоа, вклучително и Русија. Во однос на каков договор ќе постигнат Македонија и Грција, што значи тоа не е обичен билатерален спор, има поголема тежина. Значи, зошто се случило да ги отпочнеме, односно да ја добиеме преговарачката рамка дури 2022 година, во голема мерка е наша вина, односно вина на сите политички влади кои не успеале во меѓувреме да постигнат договор со Грција. Се разбира дека имало и друга страна, тоа е страната на Грција. Меѓутоа не треба секогаш да ги префрламе одговорностите или
обврските кон другата страна, ние да бидеме страната на жртвата. Во однос на Отворен Балкан, знаете, членството во било која иницијатива во суштина и во принцип нема да биде проблем, дури и на Северна Македонија, доколку има јасни регулирани односи, јасна перспектива или јасна позиција. Доколку ние веќе ги имавме отпочнати преговорите со Европската Унија, немаше да има проблем регионалната иницијатива Отворен Балкан. Меѓутоа, во оваа статус-кво ситуација има и такако голем проблем. Затоа што последиците се опасни за Северна Македонија и намерата на влегувањето во иницијатива, која на почеток, како се сеќавате, беше Шенген, мини Шенген, некоја паралела на Берлинскиот процес, па после тоа нели финишираше со тоа што Германија, која беше ментор на Берлинскиот процес, инсистираше да остане економската иницијатива и законите да се усвојуваат во однос на сите погодности за сите 6 земји од Западен Балкан кои се уште не се членки на Европската Унија, за да дојдеме до ситуација на влез во Отворен Балкан од страна на претходната влада, така што не можува да оди да товар на ВМРО ДПМН, туку тоа ќе оди на товар на СДСМ, кој влезе во Отворен Балкан и кој практично сега ние велиме Христијан Мицковски да вака или онака се однесува на винските сајми, потполно исто се однесуваше и претходниот премиер Зоран Заев и потполно исто се однесуваше и претходниот премиер Димитар Ковачевски во однос на присноста, еве како да наречам, нема да наречам, да не употребам некој термин, блискоста со српскиот председател Александар Вучич, и тоа нема да беше никаков проблем доколку Србија денеска беше демократска држава, а не авторитарен режим кој нема воспоставено санкции кон Русија, кој не е на линија на останатите земји со Европската Унија. И оттаму доаѓа опасноста на нашето членство во Отворен Балкан. Консензусот што постоеше помеѓу политичките партии за Отворен Балкан и кога влегуваше Северна Македонија, и тоа се случи некако како замена. Влезот во Отворен Балкан се случи 2019 година, на првото вето што го даде Франција. И тоа практично беше доживено како замена за, нашиот процес ќе биде замрзнат, тогаш не знаевме, дека за 6 месеци ќе биде одблокирано, во меѓувреме се распушти владата, се распушти парламентот, односно поднесе оставка тогашниот премиер, се распушти парламентот, почна ковид кризата, меѓутоа веќе возот отиде. Значи не се стрпивме како држава 6 месеци, каде што веќе ќе ги имавме тогаш отпочнато можеби преговорите и можеби велам, не може да гарантираме како би било, нема да имаше ветото од Бугарија, кој веќе нели нема ни никакво вето, уште една лага која се пласира во јавноста. Денес Отворен Балкан не знаеме дали живе или не е жива иницијатива. Меѓутоа едно е јасно дека ние се уште сме дел од иницијатива кој можеби постои, можеби не постои. Албанија го замрзна или излезе од тоа, од таа иницијатива, затоа што веќе немаше потреба за Албанија, ги отпочна преговорите со Европската Унија. Република Српска како ентитет кој воопшто не е посебен, туку е дел од како се вели од Босна и Херцеговина, председателот или која функција има Милорад Додик доаѓа активно на Отворен Балкан, тоа не му пречи на нашиот премиер, иако ние ја имаме признато Босна и Херцеговина, за нас тоа треба да биде проблем, за нас треба да биде дипломатски скандал, како може да бидеме на иста маса и да се однесуваме како да е партнер некоја држава, значи ние директно со нашето поведение работиме против интересите на Босна и Херцеговина, кој исто така во исклучително сложена ситуација. Целото тоа неодговорно однесување или поведение, како слично односот што го имавме и го имаме со Косово, иако пробаа тоа да кажам, да одглумат некакви си добри односи. Минатата недела мислам дека има заедничка влада. Практично покажува дека ние не ја разбираме ниту позицијата на земја членка на НАТО, која во меѓувреме добивме наш политичар, наш дипломата, кој е убедливо највисоката позиција што наш политичар ја обавувал во меѓународна, било која меѓународна структура, и ние не го вреднувавме тоа на вистински начин, што поранешната министерка за одбрана и вице-премиер Радмила Шекеринска стана, ви се молам, замени генерален секретар на НАТО. Потоа сме можеле ние само да го сонуваме. Тоа меѓу другото, мислам дека е голема порака, меѓу другото и за оваа власт, и на некој начин, можеби, сега, нели, ова е моја предпоставка, не мора да е тоа вистина, може би сака да не подсети меѓународната заедница и НАТО каде ни е всушност местото и како треба да се однесува и оваа власт, ако може би подзаборавила која е улогата да се земја членка на НАТО и која е твојата улога за безбедноста и во регионот.
Што значи дека ти треба да се грижиш за безбедноста во регионот, а безбедноста во регионот беше минатата година на 2 пати нарушена со инцидентите, или не знам дали беше веќе минатата или предминатата година, на 2 пати имаше 2 сериозни инциденти во Косово, во кое практично ние треба да бидеме тука гарантот, можеби и наши војници, бидејќи сме војска на НАТО, треба да го бранат интегритетот на и целовитоста на Косово како наша соседна држава. Оттаму мислам дека се стеснува кругот за маневр на власта и во однос на уставните измени, и во однос на ориентацијата. И точно е дека тие се ставија сами во една замка со една реторика популистичка, неодговорна како опозиција, меѓутоа сега имаме ситуација каде што треба ние како опозиција во случајов или како опозициони политичари да им дадеме целосна поддршка во евроинтеграцијата. И тука не треба да има никаква суета, никаков егоизам од наша страна. И да помогнеме на некој начин, колку и да звучи тоа неблагодарно, меѓутоа да помогнеме затоа што интересите на државата се пред се, да се помогне и на премиерот Христијан Мицковски и на целата влада да ги направат уставните измени, да им се даде целосна поддршка и да се каже дека тоа е националното единство, ако веќе зборуваме за национално единство, што всушност и е единствената точка што нас не спојува во општество кое сами свесно со своето делување го поделивме и го сведовме на ова, е перспективата во Европската унија. Таа перспектива што ја гледаат граѓаните и ја велам сите истражувања на сите проблеми што се случуваат, сепак покажуваат многу висок процент на поддршка за Европската унија. Така да треба да се грижиме за нашите интереси. За мене членството во Отворен Балкан со вакво позиционирање на Србија, па ако сакате и со многу нерешени прашања, особено во делот на црквата, тоа немавме можност да го протолкуваме, а исклучително важно прашање е позицијата на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, визави Српската православна црква и на таков суптилен начин доаѓа влијанието, значи влијанието на на великосрпскиот хегемонизам вас нема да ви дојде во форма на отворена политичка агресија, туку ќе ви дојде во форма на културно наследство, во форма на средновековни споменици, во форма на црква и така и се случува практично. Моделот е веќе прослава на датумите, што кажеш. Прослава на датумите, значи на тој начин ќе дојде и тука мора да најде начин државата, општеството да се заштитат и да се грижиме за интересите на Северна Македонија, интересите на нејзините граѓани. Благодарам. Иван, веќе го пробиваме времето. Многу интересна ова околу Отворен Балкан. Прво се најави, доби поддршка од дел од западните држави, Германија се спротистави, Америка на почекотот повика, ама со јасна подцртување да влезат сите држави. Од друга страна беше парадоксално да сите антизападни медиуми во регионот дадат исто една голема поддршка на Open Балкан. Од денешна дистанца станува појасно. Како го гледаш ти овој парадоксален момент? Како еден од ретките противници на проектот Отворен Балкан од самото формирање, мислам дека денеска е многу јасно што била проекцијата, што била замислата и каде потврдила. И потврда на нашите тези кои го критикувавме што таш. Имено. И потврдата на тие тези доаѓа не подалеку од движењето на Берлинскиот процес. Ќе ве потсетам, се што си подпишува двајца, тројца премиери и слично во рамки на Отворен Балкан, отидоа во Брисел, ги седна, дечки, проектите донесете ги, толку пари има. Сега подпишете ово и сите земји од регионот. Значи, покрај Северна Македонија, Албанија, Србија и Косово и Босна и Херцеговина и Црна Гора ги подпишаа истите документи. Но не во рамки на вештачки процес или вештачки проект како што е Отворен Балкан. Затоа што за Берлинскиот процес носи една темелна вредност, а тоа е рамноправност и рамноправен пристап до можностите. Отворен Балкан сепак требаше или беше веројатно замислен како една перспектива за давање на дополнителна улога на Србија во замена за забрзување на решавањето на односите или меѓусебното признавање со Приштина. Според мене пренаивна комбинација, но во секој случај еве се потврдува денеска до каде сме. Затоа повторно ќе се вратам и ќе треба да ги следиме приоритетите и на 47-иот американски претседател, но и движењата во Европската унија, затоа што многу основните тези
на слободно ќе кажам проруската пропаганда, се во тоа дека етничките прашања треба да добиваат територијални решенија. И тие тези, ако забележувате, ги следат сите овдека екстремно конзервативни или екстремно десничарски политички правци, и тие се обидуваат некои меинстрим медиуми да ги внесат во јавниот дискурс. Ние како општество, како политичари, како заедница, како народи и како нација мораме да се спротивставиме на тоа и да сватиме дека нема етнички решенија, нема територијални решенија за етнички прашања ниту во Северна Македонија, ниту во Косово, ниту во Босна. Ниту во Босна и Херцеговина, и впрочем рамковниот договор, па ако сакаме и уставот на Косово, бе одговор на неуспешниот модел на територијално решавање на етничките прашања со Дејтон и последиците што тој денеска ги носи. Но нема пак неуспешен договор кој што не запрел војна. Така што Дејтонскиот договор во таа смисла е исполнил една од своите основни цели. Затоа на крајот да резимирам, Европската унија е поголем процес, поголема структура и поголема организација што ние сакаме да си признаеме, и втора работа да ги погледнеме од стапките кои што соседите особено ги имаат кон нас, односно напуштањето на нивни позиции кои што се подолги од еден век. На што е сведено денеска со Преспанскиот договор? Неспорноста на македонскиот народ е фактичка. А нацијата на Северна Македонија исто така. Што е и јазикот. Што се гаранциите потоа потврдени со сакате позициите на Бундестагот, сакате со сите други меѓународни документи, сакате договорот Фронтекс. И да одиме кон Бугарија, кои се позиции ги има напуштено во однос на изминатите 90 години, вклучително преку преговарачката рамка која инсистира на формално правно утврдување на различноста меѓу македонскиот и бугарскиот народ, токму низ внесувањето на бугарскиот и останатите други народи кои што треба да се внесат во преамбулата, согласно таа преговарачка рамка. Да погледнеме не само на тоа што бил односот, нашиот однос, туку и односот кон нас, и да сватиме дека тоа е новата перспектива и реалност во функционирањето во Европа на 21. век и Северна Македонија во неа. Благодарам. Сакам што е еднаш да се заблагодарам на Цивил Медија за преносот. Ке пуштиме потоа и соопштение и до другите медиуми. Уште еднаш големо благодарам за сите присутни вас и за говорниците. Ако може завршните зборови во една-две реченици. Ние како политички субјект ќе продолжиме со нашите активности да организираме една серија на трибини, размислувања за иднината на Република Северна Македонија. Оваа прва значајна трибина, мислам дека овие теми беа клучни и наметнати во овие 5-6 месеци нова влада, а да кажеме враќање на некои стари политики. Македонското општество 30 на години јасно има декларирано евроатлантски пат. На тој пат сме доживувале многу удари, многу притисоци и реално многу остатки. Сме поминале навистина преку тешки искушенија и за мене е тотално ирационално сега кога толку малку се бара, јас тоа што се бара дури не го сметам ни зостапка, затоа што пак ќе кажам, филозофијата на македонската држава е таа да ги негува, да ги збогатува етничките заедници, народите, малцинствата што живеат на нејзина територија. По таа насока можам да кажам дека навистина овој квази патриотизам кој во овие 30 години никогаш не бил неприсутен во Македонија, меѓутоа со преспанскиот, односно со борбата за името и сега со оваа борбата уставот да го штитиме, не знам по какви се основи, покрај тоа што сите знаеме дека 8 пати веќе го имаме сменето истиот тој устав, за мене е ирационално. Значи, навистина сметам дека ова што го правиме сега како држава и како граѓани на оваа држава, преку владата која има
многу голем мандат да управува со оваа држава, е за мене несватливо. Навистина несватливо и сметам вака не се случило и не памтам некоја држава или некој народ толку голема шанса да ја упропасти заради некои рационални состојби. Благодарам. Мислам дека имам само една порака, а тоа е уставни измени веднаш, затоа што во време на непредвидливост во кој што се наоѓа светот, треба на државата предвидливост и известност, и им треба на граѓаните. Во овие 30 на години успеавме на многу сложен начин да ги регулираме односите внатре преку Охридскиот рамковен договор, успеавме да ги регулираме односите визави светот, да се позиционираме преку Преспанскиот договор, со соседите преку договорот со Бугарија, и тоа е пораката што треба да им ја пратиме на граѓаните. Граѓаните сакаат нормален живот, колку што е можно, сакаат сигурност, и сакаат демократско општество. Демократското општество и демократијата и културата, цивилизацијата се наоѓа само во Европска унија и никаде на друго место. И тој круг само ќе се стеснува во иднина. Таму припаѓаме културолошки, цивилизацијски, ако сакате идентитетски. И географски. И географски се подразбира. Значи, ако сакаме да го браниме идентитетот можеме да го сочуваме само во една нормална функционална држава, а тоа може да го направиме само во Европската унија. Треба да дадеме поддршка сите, како чинители, политичари, без разлика граѓани кои политиката нели сите не засега. Благодарам. Иван Повели. Јас би се обидел да бидам најкраток што може, бидејќи претходните говорници навистина исцрпија многу од тезите, само ќе кажам дека и покрај сите наши напори, Северна Македонија и нацијата на Северна Македонија и македонскиот народ во неа успеа во остварување на своите стратешки, суштински цели. Кога зборувам наши, зборувам за политички напори, бидејќи секоја лажна драматизација и секоја лажно представување на приоритетите и на предизвиците во смисла на драматизирање заради капитализирање на политички поени не доведе до тоа да го одложиме сопствениот процес на напредок како држава, како народ и како нација, да го одложиме за отприлика 20 на години. Да. Односно, тоа значи дека ова иселување кое што сега се случува и оваа деиндустриализација не подјадува во субстанца, а за следните 20 години нема да можеме да ги издржиме вака комотно. Затоа мислам дека сепак и покрај се народот, нацијата, гласачите ќе бидат помудри од политичарите. Благодарам на сите, со оглед дека го превршивме времето. Сакам да ви се заблагодарам на присуството и се гледаме многу брзо во следна прилика. Благодарам.